Третото прашање ми се однесува на надворешната политика, но нема да го прашам Тинчо, ќе го прашам вас. Имаме југословенска традиција на движење на неврзаните, кое што уште од тогаш ја признава државата Палестина. Патем речено, државата Палестина е признаена од 3/4 од постојаните земји членки на Обединетите нации. Значи, од над 150 држави од 200 вкупно ја имаат признаено државата Палестина, меѓу кои поранешна Југославија, меѓу кои сите земји од поранешниот источен блок, а од европските земји постојат и такви. Тоа е Словенија, Ирска, Норвешка и Шпанија последно ја признаа државата Палестина. Што се случува во Палестина? Кнесетот донесе драконски закон со кој што е укина агенцијата која дава помош на бегалците. Значи, ова законодавство на Кнесетот, тоа е геноцид практично кој што ни се случува пред наши очи. Убиени до сега се 45.000 луѓе, претежно жени и деца, тако колку град Велес, например. Повредени се над 110.000 луѓе, претежно жени и деца. И се врши буквално етничко чистење пред наши очи. Ние во 2 наврата како пратеничка група поднесовме декларација за признавање на државата Палестина и за осуда на израелската окупација. Прашањето ми е дали вие како влада планирате да иницирате процес на признавање на државата Палестина, а ова во духот на нашата егејска Голгота, имено нашиот македонски народ е исто така жртва на екзодус во истата година кога тоа им е случено на палестинците и ние цениме како левица дека имаме историска и морална должност да ја признаеме оваа држава како независна. Прашањето ми е дали оваа влада планира да ја признае независноста на државата Палестина. Ви благодарам.